Почитувани гледачи, денеска во нашата емисија гостува Горан Ташев. Еден од можеби попознатите гевгеличани, меѓутоа јас би рекол не во Гевгелија, туку надвор од Гевгелија, кога се работи за фудбалот. Добрите познавачи на фудбалот верувам дека ќе се сетат и се сеќаваат на некогашна Југославија и на тоа какви успеси постигнуваше Гевгелија, гевгелискиот спорт, меѓутоа и поединци како Горан. Горан е овде да ни ја раскаже својата приказна, да ни каже како минуваше некогаш како репрезентативец, ми се чини Горан, исто така и како фудбалер во фудбалскиот клуб Кожув. Меѓутоа, некаде прочитав дека твоите почетоци во фудбалот или со топката се уште мал на твоја 10 годишна возраст. Ајде за тие почетоци на самиот почеток. Најпрво поздрав до вас и до емисијата и до сите гледачи од станица до граница. Што се однесува од вашето прашање, почетокот на мене беше од 10 годишна возраст. Кривци за тоа беа мојот татко, кој што долгогодишен фудбалер на Кожув, Петко Петков Шеки. И ме донеса еден ден на тренинг и одма магијата ме фати. Почнав во пионерско младинска школа на ФК Кожув, кој беше тоа тренер Ѓорги Костов, исто легенда на ФК Кожув. И многу брзо напредував како младо момче. Значи, ако имав уште 2 години да играм за кадетската екипа на Кожув, веќе бев прекомандуван во младинската екипа. Значи, прв стрелец бев во сите категории, така да многу брзо се одвиеше мојата кариера. И мислам дека со голем труд, со добро залагање се постигна се. Значи, така ми почна кариерата. После дојдов во првиот тим на Кожув, една добра, одлична генерација во прва лига. Сигурно се сеќавате и вие, значи тоа беше Баториш Бери Лажи, значи првата екипа на Кожув беше многу јака во тоа време. И публика имаше наостоп по 5-6 илјади публика. Така да со моите добри игри го скренав вниманието на Силекс. Значи Силекс правише... Кои години беа тоа, само малку да... 95-96. Значи тогаш ме запаза прв Љубисав Иванов Зинго, кој дојде тука во Гевгелија, му дав 3 гола баш на Силекс. Тогаш и правеше една страшно добра екипа од спојна младост и искус. Ме замоли дали сакам прво да заминам во Силекс. Јас го потврдив тоа дека сакам да заминам и веќе на 17-18 години веќе бев во првиот тим на Силекс. Една одлична, страшна, организирана екипа. 3 пати бевме шампиони, од кој едната мора да напоменам бев во Арама, во втората сезона фактички на Силекс. Една одлична екипа со Чоко Бошковски, со Мемедис, со Захариевски, Трајчев, Арсов, значи тие Смилевски Зоран ми беше шеф на стружен штаб со легендата на шипскиот фудбал Стојан Арсов Џани. Застана работите, значи некаде се прекрати сето ова, морам да кажам. Кога и зошто? Мислите во кој смер на... Значи, зошто прекрати со фудбалот? Има повреда, значи на последната сезона имав игра во Дојран, значи бев во Тиквеш, Силекс, Беласица. Мора да напоменам дека станав прва репрезентативец на Југославија, значи тоа мора да го напоменам, 91 Многу важно. 91 година бев репрезентативец кадетски на Југославија. Слободан Станатрач, Милин Милин Штивен беа селектори, значи во репрезентацијата и штета што се растрои таа репрезентација затоа што ја бев избран во меѓу 20 играчи на европското првенство кој требаше да се одржи во Данска. Кои се причините што се растрои? Тогаш се распадна Југославија, тоа беше тој период. Се распадна, војна имаше, тие постави ултиматум, ако не се прекина војната, значи пропаѓа се. До кадети, до младенци, до прв тим, значи тоа се растрои Југославија, дојдов тука, потоа станав репрезентативец на Македонија, исто кадетски, па младенски и морам да напомнам дека секој почеток има и крај. Малце и пех имах повреда, значи на коленото. Одиграв уште една-две сезони во Дојнаско езеро и заврши мојата кариера на 36, може да кажам 37 години.
Ни пренесе дел од тие искуства, значи од тоа како што го нарекуваш, меѓутоа ние убаво сеќаваме убаво време. Ни пренесе убави искуства, меѓутоа има ли некои моменти кои што вечно ќе останат во твоето сеќавање? Затоа што нашата емисија барем ги бележи видните гевгеличани, оние кои што постигнале нешто и нормално и нашата емисија е на некој начин архив за сето она што било, поминало и ќе остане и понатаму. Прво, за мене е чест се издолу што израснав во Кожев. Значи Кожев е клуб со традиција, знаат старите гевгеличани. Второ, единствен гевгеличанец, се гордам со тоа што сум единствен и останав единствен. Репрезентирам ова страшно јако држава, значи фудбалска, спортска можам да кажам, од Гевгелија и трите гола може да ги напоменам од новите голови, трите на Кожев тука последно коло со Габер, значи одлучувачки во тоа што мощна квалитетна втора лига за обстанокот на клубот. Значи во таа сезона дава 25 гол, од кои тие три ми се најдраги во кариерата. Што прави Горан приватно? Дали се ожени, дали има деца, односно јас знам дека има деца затоа што овде се покрај нас играат, меѓутоа еве нешто за приватниот живот. Оженет сум со Петра Ташева, значи во брак сме веќе 10 години. Од бракот добивме две златни дечка, Пепи ми е 6 години, Марија ми е 11 години. Очекувам од двајцата да бидат спортисти, меѓутоа... Тоа ќе прашав, дали се интересираат за спорт? Па, вазните ги нема веќе, сукршени са, така да од нови малив може да биде нешто. Нека се живи здрави, па не ги терам без. Сега, знаеш како е, патот они си го одберуваат. Да, си утрасираат патот, на сила ништо, ако има джелба, нека играе фудбал. Меѓутоа претпоставам штом се дома со дедо, најверојатно со дедо Шеки се исто така и со татко исто така фудбалер, се вметнува таа љубов неосетно кај нив. Па да, моментално јас кога му ја купив топката, кога видов оти се насмеа кога ја виде топката, значи гледам дека има интерес. Сега сакаше дрес на Роналдо и на Роналдо му купувам. Значи магијата веќе е фатена, само треба уште желбата да видиме и квалитетот, дали ќе биде квалитет, од него зависи. Иначе има голема желба за фудбал. Може би ќе не наследи, мене и дедо му сигурно ќе не наследи. Колку години? 6 рече? 6, да, 6 А кога Горан го доби својот прв фудбал? Прв фудбал сега не ми текнало момент, меѓутоа мислам дека на 8 годишна возраст, тука негде. 7-8 години, мислам дека... Ние немавме толку можности како сега. Па немаш. Мислам дека тоа беше посиромашно и го добив првиот фудбал од дедо ми, значи на татко ми, татко. И јас веќе бев пресреќен како Пепи сега и така да почна љубовта кон фудбал. Магијата почнала да влегува во кај мене. Паралели помеѓу тогашниот фудбал и сегашниот. Предпоставувам дека Горан се уште прати, се уште следи. Предпоставувам дека некој пат знаеш да дојдеш и овде на спортските терени на Кожово, Гевгелија и да видиш како фудбал се игра. Може ли да се направи некоја споредба? Може да се направи. Мислам дека тоа се играше, тогаш имаше во тоа време повеќе квалитетни играчи, по моје мислење. Моментално сега има деца, има квалитетни деца, меѓутоа тоа е малце постручно да се работи со нив, значи постручен кадар. Денешниот фудбал е малце по-технички, по-брз, мислам, поснажен, значи фудбал во кој што се доминира во кондиционен план. Во тоа време повеќе се играше на технички план. Али тоа што требаше да биде, например, играч да биде квалитет за да игра во поголем клуб. Значи, има сега моментално дечка добри, сега од нив зависи дали ќе направат кариера, дали нема да направат и зависи од стручниот штаб. Значи, треба да се прати секој дете, значи да се вложи максимум во него и мислам дека може да има играч да испаднат од оваа пондебија, кај што ќе играт во поголеми клубови.
Дали Горан размислувал на некое друго поле, меѓутоа пак во областа на фудбалот, да можеби помага на младите луѓе, на младите деца кои што тренираат, да не кажам да биде тренер, односно да си го пренесе искуството кое што го има, затоа што ти убаво кажа, значи почетоците ти се токму или таа љубов кон фудбалот е вродена од твојот татко Петков Шеки, сите го знаеме во Гевгелија. И нешто мора да прашам затоа што ми кажа кога договорав интервју со тебе, да прашам кој бил поуспешен, дали татко ти или ти. Јас водев Инает, мора да кажам, затоа што Инает во смисла дека Горан има постигнато повеќе надвор од Гевгелија, а татко му беше познат локално, значи тука во Гевгелија. Не знам дали сум во право. Прво мора да признаеме некоја работа, значи татко ми сега не го памтам како играч, меѓутоа според зборовите на постарите љубители на фудбал, таков играч тешко да се роди во Гевгелија. Значи мора да признаеме, јас имав нешто на него, али меѓутоа тешко се надминува таков играч. Значи многу тешко. Тој вроден, значи играч се раѓа. Не се ствара, значи играчот се раѓа. Раѓа, ама после треба нели да се надоградува? Да. Меѓутоа на да кажеме во кариерата, јас например постигнав да кажеме надвор повеќе, а иначе тој е незаменлив. За мене мислам дека и според зборовите на многу гевгеличани, значи таков играч тешко да се роди во Гевгелија. Да, но тоа сакав да кажам, кога се мерат резултатите или кога се сумираат резултатите, се гледа нели кој каде тргнал, каде отишол, колку точно, постигнал и така натаму и така натаму. И нешто друго тоа што го прашав, дали Горан размислувал, затоа што се уште сте релативно млади, нели? Да тренира млади деца или нешто слично? Има нешто сега фудбалска школа да има во план да се отвори. Ќе видиме колку ќе се оствари таа желба. Имам нешто разговори со Горан Панев, пред 2-3 дена беше тука во Принцес, се договаревме нешто за вадени играчи, па пласиране во неговата школа, па ќе видиме, времето ќе покаже. Иначе желбата ја имам, значи сакам да отворам фудбалска школа за млади деца, па ќе видиме што ќе биде. Така, гледаш фудбал, предпоставам, каде е македонскиот фудбал според твое мислење сега? Колку се игра квалитетен, добар фудбал? Па македонски фудбал моментално не е на завидно ниво, моје мислење, значи во федерацијата се луѓе што, како да кажам, значи биле фудбалери, меѓутоа не се за фудбалот. Значи да се вадат играчи, да се ствари кадар и да се оди напред. Значи ние се задоволуваме со трето место, со четврто место, мислам дека за мене тоа е несфатливо, четврто место и добро е. Значи тука треба предса да бидат фудбалери кои што постигнали нешто. Не може еден Дарко Панчев да не биде во федерацијата, не може да не биде Тони Саевски, значи не може да бидат играчи што дале многу за и во европскиот и во македонскиот фудбал. Па така да сега за сега не се добри баш работица. Следиш, реков постојано фудбал, паралела македонски, европски, светски фудбал. Да. За кој навива Горан? Јас сум имам многу фаворити, меѓутоа за Реал Мадрид. Реал е, значи, мој клуб и од детинство, така да очекувам и оваа година да освои шампионска титула, така да ќе видиме дали ќе биде прв, меѓутоа јас сум за Реал. И сега, скромно или нескромно, дај ни некоја паралела, значи, како тоа се игра светскиот фудбал, европскиот, како се игра македонскиот? Многу, тука многу разлика има. Мислам, тоа е како од небо до земја. Значи, тоа е голема разлика и во квалитет, и во залагање, и во финансиски средства. Финансии пред се, да. Финансите, мислам, главно луѓе играат. Фудбалот е пред се, мислам дека е веќе бизнес. Значи, гледате, за еден играч се дават по 2-3 милиона, 4 милиона, 40 милиона, 222 милиона Неймар, значи премина во ПСЖ, значи тоа е веќе огромна сума на пари. Али многу огромна разлика е тоа. И во квалитет, и во бизнес, и во све. Значи фудбалот не можеме да го равниме македонскиот, но таа е голема разлика. Пред се финансии се во прашање. Горан, твоја порака до гледачите, но јас би кажал до оние помладите, затоа што во Гевгелија, колку што забележувам во последно време, се повеќе мали деца се влюбеници во овој спорт. Што би им препорачал? Дали носиш некое твое животно искуство кое што би им го пренел ним, односно да не сгрешат или да сгрешат, или што би направиле?
треба много добро да се размисли и пред всека одлука, значи грешката не се враќа. Значи пред се, ако сакат да станат фудбалери, нещо да направят во животот и некоја кариера да направят, значи пред се мора да пред се фудбал треба да го сака 100%. Много да се тренира, предпоставените да се слушат тренерите и резултатот само ќе се дое по себе. Мора и квалитет да има, точно е тоа, меѓутоа работата е веќе 90%. 10% е талентот, а 90% ти е работата. Мислам дека во Гевгелија има дечка и млади фудбалери кои што може да направат кариера, аз пред малце ви реков, меѓутоа зависи од нив. Мора 100% да се вложат, откажување, ја како млад играч, значи во 10 легнував, во 7 станував. Имав надпред спремање психички, физички, значи мора тоа да принцип мора. Значи без принцип не може ништо да се постигне. И пред се големата волја. Така, ми наметна уште едно прашање пред да го завршиме разговорот. Колку некога се играше од љубов, а не за финансии, а денес предпоставувам дека е обратно, повеќе за финансии отколку од љубов, или не сум во право? Па да, мислам дека во право сте, али јас би рекол на друга изрека. Значи парите сами доаѓаат, ако си квалитет и парите сами доаѓаат. Значи не може, јас никој пат во животот кој не сум го оценувал за пари да играм. Значи јас играв од љубов. Имаше некои финансии, меѓутоа тие беа минимални. Значи не размислов ја на финансии. Они се, ако се квалитет дечката, значи после одат во големи клубови, таму се земат пари од трансфери, договори и така натаму и така натаму. Значи само волја и ништо друго.